наши поддржувачи. Полека, но сигурно стигнавме до нашата последна 10-та епизода од оваа прва сезона. Ви благодарам на сите кои досега ни дававте било каква безрезервна поддршка. Голема благодарност до моите пријатели кои ме следеа. Тоа е Јован од ресторант Суртраубе Најпер и Александар Јосифов. Ви благодарам на сите кои гледавте од овие изминати 9 епизоди. И оваа 10-та, последна, сакам да ја завршам со еден наш пријател од Македонија исто, кој тука веќе 12 години во Германија. И да му се заблагодарам за гостопримството во ова прекрасно место, кое ќе ни каже каде е поточно и ќе ни се представи, ќе ни каже кој е и од каде потекнува во Македонија. Добар ден и повели. Здраво, Николче. Ти благодарам прво за поканата за овој интервју. Да се представам, се викам Сашко Гиевски, 41 година, оженет, татко на 2 дечиња и доаѓам од Свети Николе. А од 2012 година работа ми живеам овде во близината на Кобленц, а моментално се наоѓаме на местото Камборхофен се вика, Мителрайн така познато во Германија, место претежно што се бави со винари, со вина. Секоја втора куќа има мала винарија и еве моментално кај што се наоѓаме овде пиеме на убаво винце, да го пробаме. И најпрво сакам да се заблагодарам на сите мои клиенти што ми имаат помогнато да се развијам овде, да станам тоа моментално што сум. Без вас немаше да го достигнам тоа моментално што го работам. Во ред, за тоа што ти тоа го работиш, ќе се осврнеме малку подоцна. Сега сакам да те вратам назад во Свети Николе, да ми кажеш ете околу детството, образованието и како дојде моментот да се одлучиш да напуштиш Македонија и да се преселиш во Германија. Така. Па вака, Свети Николе е мало градче. На времето мислам дека беше околу 18.000 жители, сега веќе се смали. Знаеме сите како почна секој да бара екзистенција некаде на страна. Во Свети Николе, значи, живеев, да речем, додека бев 19 години и подосна, еве, така се осетив дека едноставно сакам да си ја пробам среќата некаде на страна. Исто така и сакав да учам, но не може да си го финансирам тоа, во никој случај. Моите исто така не може да ми помогнат. И се решив паралелно да работам и да си платам образование, значи не сакав да останам со средно. И 2009 година се отвори прилика да работам во Грција. А пред да заминам во Грција, значи се запишав на универзитет, менеджмент на организација. Сакав да студирам и паралелно, значи, работив и тоа беше сезоната, нели, летна сезона се работеше во Грција, а после кога се вративме си одев да си учам. Значи сакав едноставно да се стекнам со високо образование. И од 2009 до кај 2012 пред да дојдам во Германија работев на островот Кос. Се случи, запознавме на господја фитнес инструкторка, сопругата моја исто работеше со мене. Ни вети дека може зимниот период да ни помогне и во Германија да работиме така. И така излезе, значи после сезоната во Грција дојдов во Германија 2012. Требаше да почнам во Хановер, но во последен момент се случи да не можам да отидам во Хановер. Жената ми рече, се извинувам, се случи некои проблеми со работодавецот и снајди се. Бев веќе во Германија, ми помогне еден пријател. Ми рече, окей, ќе побараме тука во Германија работа, па можеш да пробаш, да видиш дали ќе ти се допадне. Како ти извини што те прекинувам, како ти изгледаше првите моменти кога дојде во Германија? На што со што се соочи? Па види, во Грција имаше доста туристи од Германија. Јас ги замислував многу другачи. Значи, мислев дека овде во Германија се внимава на исхраната, дека луѓето се малце поотмени и така натаму, но кога пристигнав прв пат на железничката, малку се зачудив, мислев дали ова стварно Германија, зашто видов многу чудни работи. И почетокот ми беше интересен, нели, нова земја, нови искуства. Едноставно ми се допадна на почетокот, но сепак бев малце во конфузија дали ќе успеам, зашто немав работа. Сигурно, како што реков, ми откаже господјата што требаше да ми помогне. И
почнав да работам во една куглана тогаш, како помошник во кујна. Беше секако тежок почеток, стварно беше тежок, значи без јазик, без не знаеш што да работиш, како да работиш. Но се учи. Значи едноставно кога човекот има амбиција, сака да да научи нешто, да едноставно за опстанок, и се уклопи во тој систем. И подоцна се работев, значи во кујната како помошник во кујна, па се случи да работам како шеф на кујна без некој си работно искуство во гастрономија, зашто не беше некој си ресторан што се готви некоја специјална храна, мислам готвење такви работи, беше како брза кујна претежно, и работев една година како шеф на кујната. Но се знае кога се работи во приватно не е баш едноставно со плаќање со такви работи, и се отвори прилика да работам во една болница, исто во одделот од кујна, мислам само во сервис. Но сервис некако кај нас во Македонија, сервис да се служи, да се чисти и така натаму. Туку оваа болница е специјална зашто имаме пациенти со благи психички расстройства и еден дел со ортопедски проблеми, да. И исхраната е малце поспецифична, имаме луѓе што имат проблеми со глутен, со фруктоза, со хистамин, со такви работи, требаше да внимаваме што им даваме. И така, значи и до денешен работам се уште таму, но намалив. Сега сум на тај сајт, зашто што почнав со телезон веќе ми стана како прва дејност, прва работа, и така. Колку време ти беше тебе потребно и колку мислиш од денешна перспектива, колку години се потребни за да се приспособи човек тука, за да застане на здрави нозе? Едноставно да се снајде за да може нормално да функционира, еден нормален мирен живот. Так. Па на почетокот кога дојдов овде во Германија, слушнав дека година, 2-3 се доволно за да едноставно се снајде човек да застане на стабилни нозе, но јас не би рекол така, зашто прво една година изгубив додека да научам јазик. Мислам, веднаш се запишам на курс, зашто видов дека овде не можеш да функционираш без јазик. И според мене минимум 5-6 години требаат за да застанеш стварно на стабилни нозе, да речеш окей, сега можам да си дозволам пола или не знам што, бидејќи стварно е тешко. А и кога дојдовме 2012 овде, малце беше другачие и работиве беа поевтини, не беше како сега што е. Може би примањата не беа исто толку добри како сега, но сепак можам да кажам дека тогаш беше многу подобро и кириите беа поевтини. Едноставно се живееше по-релаксирано. Немаше, може би сега и после коронава, после војнава што се случи, малку се напнати работиве, тогаш беше стварно поедноставно, по-релаксирано. Сега веќе се некако по-стегнато, по-напорно, не знам како да кажам. Не е тоа што беше. Не е тоа што беше, навистина не е тоа што беше. Знаејќи ја сегашната ситуација, знаејќи се како функционира, дали во овој момент хипотетички би го направил истиот чекор што си го направил пред 12 години? Дали би дошол сега тука во Германија? Па наискрено, значи бев пред неколку недели за Македонија малку на одмор и видов дека таму си имаат многу нешта сменето. Ево во Свети Николе кај нас мало место, но гледам дека почнува да се живее многу поубаво од тоа што беше пред неколку години, зашто стварно многу млади се иселија, но тие млади сепак донесоа некои инвестиции, значи те спечелат некои пари во, да речеме во Германија, Швајцарија, Австрија, се отворија некои бизниси што така да може да се значи работи во Македонија. Сега малце прашање зашто на времето јас кога дојдов го немаше ова, сега што го има таму, и претпоставувам дека пак би направил таков чекор да го немаше ова моментално што е во Македонија. А како сега моментално што е работа, значи убави локали, дали кафејани, дали дискотеки, дали што, да беше пред 12 години сигурно немаше да во Германија. Би се вратил во Македонија? Па да, се размислувам, можеби сега не, али за некоја година во секој случај. Во секој случај. Па добро, мислам дека дружејќи се со луѓе, разговарајќи се, сите сме тука некаде на тој став. Меѓутоа се надеваме и очекуваме на уште малку подобро да се средат некои работи, па тогаш зошто да не би се вратиле назад. Па види, значи Македонија ние мислам таму сме родени, таму ни е потеклото, така да секој го влече, секој сака да отиде.
Жално е тие што, да не речем, плукаат по нашата земја, што ево дошле неколку години во Германија и се прават поголеми германци од германците, али сепак своето треба да се поштува, да се сака, сепак ние родна земја и не влече. Значи јас утре да имам стварно една прилика што можам да речем случај ставам крај со Германија, би се вратил во Македонија, но дечињата сега ми одат во школа овде, не е едноставно, значи, да се направи тој голем чекор, али ќе видиме, значи со добри планови се надевам дека, да речем, ево за некои 10 години јас лично со сопругата моја ќе се вратиме, а за децата ќе видиме, значи ќе мораме да видиме со нив како ќе се пронедат тие. Мислам, тие се овде родени и мислам дека нема да им биде исто како ние што се осеќаме за Македонија, али здрави живи ќе видиме како ќе каже времето. Самиот ја спомна новата фирма во која што работиш ти, како дополнително сега. Ние имаме во мојата емисија опфатено, имаме посветено една емисија, тоа е фирмата Телезон, со твој колега кој го поздравуваме во моментов. Меѓутоа имаме некои работи што дополнително сакаме да ги објасниме, што на многу од нашите сонародници не му се јасни. Сакам да ни објасниш која е фирмата, со што се занимава и малку подетално за пазарот на струјата, како функционира тука, бидејќи во Македонија знаеме како е еден добавувач, немаш избор, сакал не сакал, склучуваш договор, си поставуваат цени кои моментално сега се нешто актуелни, по вести слушам, си покачуваат за некои проценти кои на никој не му се јасни зашто. Па вака, значи Телезон е компанија, а воедно и лидер на пазарот овде во Германија, која што врши посредување за договори за струја за газ. И ние работиме со повеќе од 15 компании за струја за газ и значи едноставно бараме поевтина тарифа да би можеле нашите претежно македонци, така да речем, зашто јас работам претежно со македонци, да би можеле да заштедат. Точно, значи во Македонија е се уште монопол и една компанија диктира цената. Овде во Германија ова е многу голем бизнис. Има преку 1400 компании што вршат дистрибуција на струја, 700 компании за газ и треба многу да се внимава која компанија ќе се одбере, зашто има голем дел, многу број компании што прават договори на нелегален начин. Знаеме дека во местата кај што живееме има така наречени штатверк или Grundversorger, доколку самите не си најдеме лиферанти за струја или за газ, автоматски ти не превземаат. По правило е, после пријавувањето на адресата, до 6 недели имаме право да си најдеме самите лиферанти за струја за газ. Ако не си најдеме, значи после пријавата во општината тие не превземаат. И ние со компаниите што работиме можам да кажем дека се стварно квалитетни компании. Еве јас работам со ова од 2019 година. И целата работа е така што ние имаме програм, апликација. Ќе ми се јави некој ќе ме праша слушнав работи со струја со газ, дали можеш да ми направиш една кратка анализа да видам дали можам да заштедам. И нели со поштенскиот број, местото кај што живее, улица број. Ако ми кажи кој е лиферантот, можем да направам споредба, да видам кои се цените моментално што ги плаќа, кои цени можем јас да му ги понудам и доколку му одговара, средуваме ние све. Даваме кундингунг на постоечкиот лиферант. Отказ. Да, отказ. Правиме пријава кон новата компанија, значи секој биде тоа средено од наша страна. И во секој случај треба прво да проверам да не е врзан со договор кај моменталната компанија, зашто ако се врзани со договор, тој договор мора да се испочитува. Да речем, има останат уште 5-6 месеци додека да му заврши договорот и после тие 5-6 месеци ќе може да почне кај нас. Вака, значи, сакам да обрнам малку внимание да им доловам на луѓето наши овде што живеат за овие компании што прават договори на нелегален начин. Значи има измами. Да, има многу измами. Тоа се компании што се јавуваат кај клиентите дома, кај луѓето наши и се представуваат како некои измислени компании или како штатверке, како моменталниот лиферант и им нудат некои си тарифи, им прават некои понуди што не им доволно објаснуваат зашто поточно станува збор. Например, ќе се јават, ја прашат, кажете ни го бројот од борилото за струја или
или за газ, ние сме вашата компанија, сакаме да направиме некоја проверка, имаме поевтина тарифа, колку плаќате моментално 100 евра, ние ќе ви направиме за 50 евра. И секој ќе си размисли, ќе рече зошто па да не да платам нешто поевтино, но без да знае дека позади тој аншпреш партнер, тој разговорникот, стои компанија што прави договори на нелегален начин. И многу од нашите ќе речат во ред, окей, супер, и тие на брзина ќе кажат на германски неколку работи, дали се сложувате, да ви бидеме ние лиферант, ваму таму, и луѓето ќе речат ја, значи соедно ја им правам договор. И сега доколку не се реагира на времено да се даде дали видеров или едноставно да им се јави, да им се каже луѓе зошто не измамивте, зошто не излажавте, ако не се реагира на времено може да заглавите многу. Сум имал доста случаеви. Имам доста луѓе што имам помогнато, ево може да напишат во коментар да ја објаснат целата приказна, значи да не наседнат и некои други наши. И може, ако не се даде на времено видеров, тешко е да се излезе од таа компанија. Дури треба да се ангажира и адвокат за да би се прекинал тој нелегален договор, значи. Не сакам да ги именувам имињата на тие компании зашто сепак треба докази за такво нешто. Не сакам да се добијам да не добијам некоја тужба. Сите што имаат интерес, што сака да им се објасни на ваа тема, може слободно да ме најдат на мојата фан пејдж, доста пишувам, значи за овие проблематики. Или да ми се јават лично, ќе им објаснам како се функционира. Сакам да кажем, доста луѓе, значи, што ме исконтактирале на времено, сум успел да им помогнам. Сме напишале дали видеров, дали сме се заканели дека ќе ги дадеме на адвокат во писмена форма и доста луѓе сум спасил, али некој што ми се јавил после 5-6 месеци, слушај, таа компанија мене ми има зафркнато, не може да се направи ништо. Значи веќе 5-6 месеци плаќаш кај нив и сега одеднаш ке ми текна не е во ред компанијата, не може да се реагира за жал. Така да би ги замолил сите наши да внимаваат на кои ги даваат тие податоци. Никоја, како да речем, нормална компанија не би се јавила од мобилен телефон и прво да те праша за броилото, за бројот од броилото за струја, зашто тие веќе го имаат. Или ако не сте сигурни за кој ви се јавува, исклучите едноставно. Проверете го бројот на интернет, значи на Google може да се дознаат информации за бројот од кој што се јавуваат. И сум правил нели такви проверки и секогаш го пишува во црвено како варно или внимавајте бројот е вербунк или такви работи, некои рекламни материјали, мислам прави реклами или и немој да им давате никакви податоци, зашто од такви, мислам, од невнимание може да се направат големи проблеми. Колкава може да биде разликата на месечното плаќање на струја од една фирма до вашата, да речеме? Колку би можеле да заштедат нашите македонци или други клиенти кои ќе се обратат кај вас? Па секаде е различно, значи може да се случи некогаш во една општина да има и два грунтфрезоргера, штатверке. Во поголемите градови секогаш цената е поскапа, во помалите е поевтина. Се случува луѓе да заштедат и по 300 евра, се случувало луѓе и по 700 евра да заштедат. Годишно или месечно? Годишно, на годишно ниво, да. Се треба да се направи анализа. Каков договор имаат? Дали имаат направено договор пред покачувањата? Пак потенцирам тие покачувања ригорозни се случија после коронава и кога се случи војната со Украина. Значи цената на струјата претходно беше 20 центи, 25 центи некаде. Одеднашка дојде кај некои компании до 70, па и до 1 евро. Кај тие пак да ги потенцирам како компании што прават договори на нелегален начин. И ако на пример да речем некој се блајбе кунде, клиенти што се подолго време кај некоја компанија, тие пак имаат некоја толеранција, имаат некои поевтини цени, а додека некој станува збор за ново вселување, да речеме, да го земеме во предвид Штутгарт, на пример, ево некој се вселува во стан и таму е една компанија, Грунтферзоргер, што има цена преку 41 цент, на пример. Тоа е прескапо. На пример, кога направиме споредба со некој од нашите компании, имаме и со цена за киловат од 30 центи. И ево еден пример од 4000 киловати, да речеме, може да се заштеди минимум 400-500 евра. А се случувало и да имаме заштеда од 100 евра. И сега некои луѓе ќе рече, слушај, 100 евра, мој се, сакам да ми направиш промена. Так. Некој ќе рече, не, во ред ме, за 100 евра не ми се исплати да правам промена.
Така да индивидуално, секој си знае за себе. Не мислам во секој случај треба да се цени, мислам парата, сите сме дојдени овде, се знае зошто не сме дојдени за на гости. Секој е дошол нели на некој начин да си обезбеди подобра екзистенција, така да треба да се цени 100 евра, 100 евра, сепак се твои. Добро, мислам дека тука и голема предност е што на почетоците сите тука слабо го познаваме јазикот, не знаеме тие договори што стои во нив и не можеме да искомуницираме добро. Така. Затоа сметам дека е најпаметно да се обратиш кон македонец, да ти биде објаснато на македонски јазик и понатака верувам дека и после склучување на договор може да се обрати за некакви проблеми или нејасноти да се разјасни работата. Така. Во секој случај, значи да го имав ова пред 12 години, јас кога дојдов, ќе речев, уау, супер, ќе бев благодарен, зашто тогаш исто, нели, се сеќавам кога се вселив во Кобленц, ми дојде еден документ, тогаш беше FOM, лиферан таму, и ми стоеше цената, јас моментално што ја плаќам, и една друга цена поевтина, и сега не знам што значи. И се ја плаќав таа поскапата. А сега веќе, значи, долго време сум во оваа работа, како што споменав од 2019-та, имам доста искуство и секако дека сите анализи, сите консултации со мене се бесплатни, секогаш се нашите, мислам не само нашите, и работам и со балканци и со германци, сите се добродојдени на една бесплатна консултација, значи не чиним ништо. Ќе си направиме еден нормален мувет, ќе им објаснам како се функционира. И сега можат самите да се одлучат дали сакат да им помогнам да направиме промена на тој договор или доволно едно благодарам, значи нема лутење. Такви се времињата, секој си знае за себе. Кажи ми кои се твоите планови во иднина? Ми кажа дека две работиш. Така. Каде се гледаш во иднина, кои се твоите планови? Па вака, значи потенцирав на почетокот што работам во болницата веќе намалив, сум на скратено работно време, пошто со Телезон имам премногу работа, имам доволно работа и сакам да ми биде тоа и веќе ми е прва работа, значи. Така да не си, сакам да намалам во клиника, мислам да откажам скроз, да ми биде Телезон едноставно главен приход на, мислам, извор на приходи. Пред известен период почнав да работам и со соларни панели со на компанија. Така да сакам да ми биде целата работа, целиот бизнис да ми биде посветен на струја, газ, соларни панели. И така, за во иднина да ми биде првата работа, значи да не едноставно да не ги мешаме работи, да си биде една работа доволно е. Да работиш две работи е амбиција или потреба за опстанок? Па беше потреба, значи знаеме сите како стана тежок периодов, значи не се издржуваше со една работа, мислам. Супругата се уште не работи. Морав сам да се грижам за сите финансии, така да се случи да морам паралелно да работам две работи. Но е потребно време и за фамилијата, така да не е само работа, треба да се има и слободно време. И затоа се решив едноставно да Телезон ќе ми остане како прва работа, во болницата уште некој месец планирам да напуштам и така. Го спомна слободното време. Кажи ми како го искористувате слободното време. Колку имате слободно време и како го користите? Па добро, сега во последно време, мислам, имам повеќе слободно време. Шетаме со децава, дали ќе отидеме до кино, дали ќе отидеме во некој друг град, дали во некој парк што може да се игра, забавен парк. Значи, во Германија има доста такви паркови. И Македонија? Па Македонија пробуваме барем еднаш кога годината да одиме. Мислам да сега сме имале секогаш прилика барем еднаш кога годината да отидеме за Македонија. Не би било да можеме и повеќе пати, но еве така биле условите, не сме можеле заради работава, нели децава се сега со школа врзани и така да ако се даде прилика 2-3 пати исто не е лошо. Дали е се ова што сакаш имаш испланирано да ни кажеш околу Телезон или остана нешто недокажано? Па претежно сакав значи да им потенцирам на нашиве тука што се во Германија за овие превари што се случуваат со тие компании што на нелегален начин прават, значи договори. Многу ми е така ми е криво кога ќе ми се јави некој ќе ми каже заглавив. Плаќам, не знам што плаќам. И да внимавате едноставно, значи на кои даваат податоци, да не ги даваат на никои тие податоци, доколку не се сигурни, нели? Сакам да се навратам на нели секој во Германија, да не речам секој има струја, секој втори има газ, нели? Некои се греат на струја.
треба да се внимава, значи ние имаме на граѓанска должност овде во Германија да си внимаваме колку трошиме. Значи по правило компаниите треба да ни испратат документ, например кога ќе заврши една година, да се направи таа крајна пресметка, да им се даде на компаниите состојба од броилото. Многу наши грешат, не даваат навремено состојба и тогаш компанијата е должна да внесе во системот некоја состојба, од германски Schätzung, претпоставка, за да им направи една годишна пресметка. И сега се случува да не ја погодат таа, баш да не прогнозираат добро и да добијат луѓето или голема доплата, или пак оваа година да платат премалце, па другата година да им се даде значи правилната состојба на лиферантите, па да им дојде многу за плаќање. И тука доаѓа некоја конфузија, луѓето се бунат зошто минатата година платив малце, оваа година плаќам премногу, значи треба значи едноставно наша граѓанска должност е да си внимаваме, да даваме навремена состојба, доколку лиферантот не ни испрати навремено документ, нели, или некој пат се случува Netzbetreiberот, значи Netzbetreiberот е компанија што е одговорна за броилата, тие се сопственици на броилата на мрежата. Некогаш и тие испраќаат документ да им се даде состојбата, зашто си водат контрола да не се краде струја или на лиферантот да му дадат навремено состојба да би можело да се изработи таа крајна пресметка. И доколку забележиме таков документ дека не имаме добиено, едноставно ние да изреагираме како граѓани овде да се јавиме на лиферантот или ако постои можност онлайн, нели сега веќе модерни времиња, веќе секој има свое конто, свој акаунт на кај таа компанија и да се даде таа состојба за да биде како што треба таа пресметка, да не дојде после зошто премалце, зошто премногу. Тоа би сакал да ево на нашите овде да им дадам до знаење дека да не грешат за воиднина. Се надевам дека овој разговор наш ќе биде корисен за многу кои ќе го гледаат. Се надевам дека имате потреба и дека ќе се обратите кон нашиот пријател за ваша помош и за идна соработка. Ти се заблагодарувам уште еднаш што одвои време, го споделивме и со тебе како што кажав, ја завршувам оваа сезона, 10-та епизода. Па за понатака, драги мои, ќе одлучиме во текот на летниот период. Сакам да ви се заблагодарам и вас лично, на секој поединечно и ве оставам со добро здравје, со добра мисла, па се надевам дека ќе се видиме во иднина некаде таму септември, октомври. Ние сега ќе поуживаме малку тука во овој поглед, ова вкусно вино и се најубаво, ти посакувам среќа во иднина на секое поле. Ти благодарам уште еднашка за поканата, значи и се надевам ќе се видиме во наредна прилика. Можеби ќе поразговараме и поопширно, мислам дека доволно објаснивме сега. И ти благодарам уште еднашка. Се на убаво.